ги покани нашите високи гости от Русия, професорите Дудин и Савин, за да слушнеме алтернативно мислене спротив на пропагандата, която труе македонскиот народ веќе 27 години. Македонија изгледа како човек во затворена куќа, надвор од времето и од современите процеси во светот. Врз нашата држава има мокно влијание од надвор, но таа не покажува дека го сваќа тоа. Во изминатите 27 години македонската државност беше уништена речиси целосно, а македонските политичари се прават дека не го гледат тој факт. Уште по-лошо, партиски поделени од македонскиот народ не може доволно да свати суштинската драма. Прво, 13,6% малцинство во Република Македонија прави тоа што сака со македонската држава и ти комунисти. Второ, 1% од македонските граѓани вече од 16 паки повеќе во споредба со останатите 99%. Тоест, социјалниот јас во македонското општество е поголем и од најзаостанатите држави во светот и ни комунисти. Трето, сама НАТО и Европската унија се окупирани индиректно Македонија и ни комунисти. Македонската политичка елита уште е на равништето од 1990 година и паѓањето на Берлинскиот зид, уште е во областа на музика, или кажано поточно, во состојба на зомбирање. Наликува како книгата 1984 на Орвел. Непријателите се пријатели, а пријателите непријатели. Војната е мир, робството е слобода. Моментално, САД, НАТО и Европската унија го составува четвртиот фашистички рај, чии предходник е третиот Хитлеровски. НАТО е продолжената военна рака на САД, а Европската унија политико-економската рака. Целта на овие нови хитлеровци е целосно уништување на словенскиот свет, начело со Русија и сојузниците на тој словенски свет како Кина и Иран. На Балкан тоа значи уништување на Македонија и Србија. 27 години сите македонски политичари активно соработуваат со групокопачите на Македонија. Тоа е ментална, мозочна повредност. На тој начин, кога сече коренот на македонската државност, на македонскиот идентитет, јазик, историја, досегашната македонска политичка елита уништува не само македонскиот народ, а и самата себе. Затоа што, ако не постои македонска држава, нема да постојат и македонски партии, македонски институции, македонска елита. Ако Македонија биде повторно и дефинитивно распарчена, како во времето на Балканските војни, тогаш на местото на денешната македонска држава ќе има албански, бугарски, грчки институции и за денешните македонски политички предавници нема да има место. Може некои од тих да успеат да избегат со крадените 27 години пари, но по кратко време на Запад тие ќе бидат никој и ништо. Ете за тоа велам дека македонските политичари и од СДСМ и од ВМРО да помене се ментално повредени. Но тие се ментално повредени и во однос на друго. Цел свет гледа дека Европската унија е пред распад. Самите функционери од таа организација го признават тоа, а Македонија се вика во организација која наводно ќе се проширува до 10 години. Цел свет гледа дека НАТО спрема војна против Русија, како Германија во 1941 година. Цел свет гледа со искушот на нас македонците дека САД и НАТО сакат да искористат Европа како топовско место за војната со Русија. Познато е дека САД се спремни да војуват со Русија до последниот европеец и со Кина до последниот азиатец. За тие амбиции на САД и НАТО последно зборуваше на 28 февруари рускиот надворешен министар Лавров.
Цел свет, с изключение на нас македонците, знае дека сакат да набитат македонците во НАТО, за да ги користат како топовско место, а на освободената територија да направат полигон за военни вежби. Со други зборови, да го прошират денешниот терористички анклав Косово со територијата на Македонија. По победата на Трамп, многу луѓе во Македонија се залажува и до денес се залажува дека тој е надвор од американскиот фашистички и терористички систем. Во суштина, Трамп беше ставен од обединетите кланови Ротшилд Рокфелер како најзгодна фаца за објавување на светска војна, како човек кој може безпроблемно да биде воден за носот во однос на спреманата војна. Сте слушнали дека некои кругови во САД сакаат Трамп да биде сигнат од власт заради неадекватно дејствување. Во одговор на тие обиди, самиот Трамп во јануари побара да биде испитан неговиот капацитет за да биде председател. Наскоро Комисијата за испитување објави дека Трамп го положил успешно тестот и добил 30 поени од 30 можни. Внимавајте, во што се состои овој така нарекуван монреалски тест. Прво, на Трамп биде покажани 3 слики и тој морало да препознае на нив животните Влад, Камила и Носорог. Трамп одговорил точно. Втората задача била да нацрта часовник со стрелки кои покажуваат 10 минути по 11 часа. Третата задача да подреди една по друга цифрите од 1 до 5, а четвртата буквите од А до Е. И со овие задачи Трамп бил успешен. Потоа Комисијата направила заклучок дека речиси е гениален председател на САД. Кратко кажам, гледате какви гениалци во наводници ја спремат новата светска војна. Во прашање, ние македонците да не бидеме повеќе неколетни, да го разсечеме кожуецот на пропагандата во кој сме навикани, да се ослободиме од англосаксонските стеги и да се вратиме на вистинскиот пат и во истинската фамилија на која припаѓаме, словенската. Стратешки сојуз со Русија.